Како што ви најавив на почетокот, денеска ќе зборуваме за дијабетот, а денеска и во студиото ни е претседателката Сонја Ристовска на Сдруженијето на лица со дијабет, сладка насмевка од Кавадарци. Па затоа ќе кажам добро утро, Сонја, и добре ни дојде за прв пат во утро. Добро утро, добро ве најдов. Мило ни е што ете се одзва на поканата да бидеш дел од утро и еве да зборуваме малку повеќе за вашето здружение кое во мај месец го формиравте, предпоставувам. Па ајде малце повеќе од каде идејата да формирате вакво здружение на територијата на општина Кавадарци и кои се сите ваши активности? Здружението ме поттикна да го формирам затоа што и јас сум дијабетичар. Видов дека е доста потребно, луѓето да се едуцираат во поглед на дијабетот. Формирано е здружението во мај 2025 година, околу 6 месеци, така да за прв пат излеговме на 14 ноември, ден на светскиот ден на дијабетесот, за промовирање, за побудување на свеста, грижа и превенција пред се за оние лица кои што се со дијабетес. Добро. Сега го раководите вие здруженијето, побудени од тоа што и вие сте дијабетичар. Колку често луѓето ви приоѓаат, веќе знаат некои дијабетичари дека имате здружение, да бидат дел од вашето здружение? Поголем дел од луѓето не се информирани за здружението, затоа излегов вака јавно да говорам, за да може да се приклучат посебно кон групата на Facebook Здружение на лица со дијабетес, сладка насмевка, во која што група објавувам доста работи едукативни за дијабетесот, за исхраната, за физичката активност, за менталната состојба кај лицата, и тие доста често ми се обраќаат во порака, на телефон, на мејл, сладка долна црта насмевка, има мејл, поставено на Facebook, за да можат да ми се обратат се што им треба, во поглед на дијабетесот и доколку можам да им помогнам. Јас сум членка, нашето здружение е членка на Сојузот на дијабетичари на Македонија. Така да ние соработуваме меѓу нас и се што им е потребно, ние им помагаме меѓусебно. Се договараме што им е потребно, дали тоа се ленти или нешто друго, им помагаме на лицата со дијабетес. Така, видовме дека настанов што се одржа по повод светскиот ден на дијабетот, дека имаше доста луѓе кои доаѓа да си проверат за дијабетот, до каде е состојбата, дали имаат шеќер, дали немаат шеќер. Бевте присутни и вие. Колку граѓаните ве посетија на вашиот штанд, колку прашуваа околу тоа и каде можат да бидат дел од ова ваше здружение, да бидат членови исто, за да можат и тие да придонесат со своето искуство на останатите? Па вака, на светскиот ден на дијабетесот, ние излеговме на плоштадот јавно, придоа голема група на граѓани, што се информира, јас ги запишав име и презиме, број на телефон, така да во наредната средба, која што е планирам во скоро време, тоа ќе биде наредната недела, да ги повикам сите по телефон, да дојдат да се зачленат во здружението и понатаму да продолжиме со едукативни работи во поглед на дијабетесот. Ние немаме наш простор, меѓутоа општината на Кавадарци ни овозможи, имаме невладин центар кој што се наоѓа зад Младински, стар Младински, сега може би знаат луѓето, или тоа е до музејот. Тука има една кратка патека и таму имаме ослободено простор, така да ние ќе ги договараме настаните кога тие ќе се реализираат и јас ќе ги информирам по телефон. Додека се формира поголема група, има доста заинтересирани членови кои што се дијабетичари. Тие прашуваа на светскиот ден на дијабетот, прашуваа за колку треба да им биде нивото на шеќер. Јас ги прашував кој тип на дијабет имаат, затоа што постојат, ние тука ќе се навратиме на 3 типа на дијабет. Тоа е дијабет тип 1,
тоа е автоимуна болест, значи тука панкреасот воопшто не излачува инзулин, така да луѓето инзулинот го примаат преку пумпи, значи тоа се сензори кои што се поставуваат најчесто на раката, но може да биде и на стомакот, на овој дел на ногата, поставен тој сензор. Значи пумпите се доста добра работа за тип 1 диабет, затоа што тоа е еден вид апликација кој што им е поврзано со телефонот. Какво им е нивото на шеќерот, значи преку пумпата самата испушта инзулин, се регулира шеќерот во организмот. Затоа ние апелиравме и од Сдруженијето на диабетичари, затоа што сите лица со тип 1 диабет треба да имаат такви сензори, државата да може да им овозможи, меѓутоа за жал се уште не е така, мада ние сметаме дека и за тип 2 диабет, значи треба да постојат такви сензори и пумпи. Голем дел од диабетичарите самите си ги купуваат тие пумпи и мада на дополнувањето на инзулинот трае само 2 недели, и тоа кошта доста скапо, значи особено за ранливите групи и социјалните групи, што не може да си го дозволат тоа. Тип 2 диабетот е диабет кој што се јавува во постара возраст, се јавува. Овој тип 2 диабет е панкреасот лачи дел од инзулинот, меѓутоа, значи недоволно и затоа е потребно таблетарна терапија или инзулинска терапија. Значи, тука луѓето не треба да се плашат од инјектирање на инзулинот, затоа што тоа не е воопшто болно, меѓутоа е доста потребно да си ги заштитат своите органи и за да не дојде до компликации, затоа што компликациите се доста опасни, тие се поскапи и за државата, а се на штета сепак на диабетичарот. Компликации кои што може да се јават најчесто се, значи компликации на видот, компликации на бубрезите, има оштетување на мускулатурата, да не дојде нели до ранички, оние ранички кои што доста може да се инфицираат, па понатаму се јавува гангрена и може да настане дури ампутација на дел од екстремитетите. Така, значи, го имаме нели она, како беше, стапало. Диабетско стапало, да, тука имаме појава и на диабетско стапало, значи со една мала раничка од несоодветни чевли носење, тоа може да прерасне во гангрена, нели понатаму, се инфицира таа рана и така доаѓа до ампутација, значи тој вид на диабет. И затоа апелирам, нели, до диабетичарите, посебно лицата со диабетес, значи многу треба да внимаваат. Диабетесот не е состојба, не бира ниту возраст, ниту пол, ниту режим на живот. Време кога ќе се појави. Да, значи се појавува и затоа мислам немаме некое објаснување како тој се појавува во текот на животот, меѓутоа доколку значи се внимава на исхраната, посебно на исхраната, затоа што внесот на исхрана и шеќерот кој што го внесуваме е доста битна работа. Потоа втората работа е физичката активност, потоа психичката благосостојба, особено стресот, да се избегава стресни ситуации, значи да не дојде до овие компликации. И третата група на диабет, да ја спомнам, што најчесто овие 3 групи има и повеќе типови на диабетес, е гестацијскиот диабет, кој што се јавува кај младите жени во бременоста. Тој диабет треба да се контролира во текот на диабетесот, на бременоста, пардон. Значи, тие не треба да се грижат, тие сепак ќе родат здраво дете, меѓутоа тука е опасноста за мајката. Значи, треба да внимава и се што треба и се препорачува од лекар, треба да применува и потоа сепак да внимава после породувањето, значи да не дојде, може да има предиспозиција за диабет. Меѓутоа, ако внимава на овие работи, исхраната, значи физичката активност, значи не би дошло до тоа, диабетот, значи се губи таа состојба кај гестацијскиот диабет. Така. Доста работи спомнавме, кажавме, еве мене ми привлече најмногу внимание околу тие сензорите. Што планирате како здружение да превземете за тоа сето да може
да се обезбеди за секој еден диабетичар? Имате ли стратегија како да влијаете на општеството заедно со сите други здруженија, со членки што ви се заеднички, партнери, да тоа го издействувате во самава држава за секој еден да може да го има тој сензор за себе, што е нели диабетичар. Да, тоа е доста битно, реков посебно за тип 1 диабет. Значи ние сега со сојузот на и сите членки што сме во здружението се залагаме за овие сензори. Навистина се потребни за луѓето, им се потребни за да можат да живеат. Значи тоа им е еден многу голема подкрепа за тие секојдневно да го живеат животот нормално како и сите други луѓе. Ние Сдружението на диабетичари апелираше заедно со сите членки, со подписи, со апелот од нас, значи до Министерството за здравство. Меѓутоа гледам дека сега има некоја собирна тркалезна маса на која што се разговараше тие сензори да бидат набавени и префрлени на фондот за здравство. Бидејќи така полесно би се набавила од страна на државата. Ние се надеваме, има околу 3700 значи диабетичари, меѓутоа овие сензори се околу 650, само 650 лица имаат сензори. Значи, оние кои што им ги набавила државата. Што значи дека ние очекуваме и се надеваме дека овој апел ќе стигне до Министерството за здравство, за Фондот за здравство, а во последно време се налага, значи тоа да влезе и во собрание прашање. Значи да биде прифатено како такво и да може да се реализира. Затоа што навистина им е потребно, диабетот се јавува и кај мали деца, значи кај деца што сега тоа е во ред, гледам дека секоја појава кај дете со тип 1 диабетес, кај децата веќе веднаш му набавуваат сензор. Тоа е позитивна работа што се случува во последно време. Значи тоа за децата веќе е обезбедено, меѓутоа прашање е што понатаму и за онаа повозрастна категорија на граѓани кои го имаат нели диабетот 1. Кажете ми, еве сега рековте за една недела отприлика ќе ги соберете луѓето кои им зедовте телефонски броеви за да ги запознаете подобро. Какви се активности планирате вие еве како председател еве на овие здружението да обавувате со тие ваши членови за да делувате пред се на свеста во ред, меѓутоа и што понатаму за тие луѓе за да имаат еве и физичка подобра активност, едукација околу исхраната и сите работи? Па вака најпрвен би планирала, значи едукација околу исхраната, првиот настан и првиот собир на луѓето, значи реков во овој слободен простор што сега го планирам, едукација околу исхраната. Затоа што тоа е многу битно како треба да се обрне внимание и да им покажам како тие треба, значи една порција да бројат лебни единици. Значи тие треба да примаат јаглехидрати, треба да примаат протеини и овошје. Не е само тоа да наутро ние испиеме една чаша нели сок, меѓутоа соковите може да содржат оние смути, значи доста шеќери. Значи не се пие или една чаша јогурт, тоа не е појадок. Значи треба да има протеини, треба да има витамини и јаглехидрати. Затоа сакам да им покажам, значи тоа ќе им го објаснам подетално на тие настани, како треба да се хранат, колку лебни единици треба да земаат на главните оброци, појадок, ручек и вечера, и измеѓу ужинка треба да има, тоа најчесто е овош или чаша јогурт, и пред спиење е многу битно, значи после вечерата и пред да си легнат, значи да испијат една чаша јогурт, една лебна единица. А викаме тоа е една чаша јогурт, за да не се случи во текот на ноќта да им падне шеќерот. Така, затоа што на некои луѓе им осцилира, значи нивото на шеќерот во крвта и малце ризично, да речеме, во делот на луѓе што имаат висок шеќер и наеднаш кога ќе им падне може да добијат една состојба каде што еве може да им се случи на улица да паднат и луѓето да не знаат што име. И затоа
легитимации, како што спомнавме во нашиот претходен разговор, е пожелно да се направат за сите диабетичари во државава, за да си ги имаат кај себе за секој ден кога ќе отвори, кога ќе види во такви ситуации, да се знае дека тоа лице е диабетичар. Да, значи осцилацијата на нивото на шеќер може да биде различно во текот на ден. Значи имаме хипогликемија и хипергликемија. А сега треба да се препознаат симптомите. Самиот диабетичар, и јас околу тоа ќе ги обучам, например, кои се симптомите на хипо, а кои на хипергликемија. Симптомите на хипогликемија, значи е заматен вид, нагло потење, тресење на раците, поспаност. Сега еден симптом е еднаков и со хипергликемија, а поспаноста значи е кај хипогликемија, паднат шеќер, исто и поспаноста се јавува кај хипергликемија. Затоа значи тука кај хипергликемија тогаш имаме голема вознемиреност, поспаност како што реков, во хипергликемијата се јавува обилно мокрење, значи ако тие ги разликуваат тие симптоми, значи самите им укажуваат значи што треба да прават. Нали во моментот кога меѓутоа е многу поопасна падот на шеќерот, хипогликемијата, кога шеќерот во крвта е 3 или 2, тогаш може да дојде до безсвесна состојба и затоа реков е пожелно секој диабетичар да има легитимација, доколку тоа се случи на улица, во продавница или било на кое друго место, кога значи во новчаникот тие има таква легитимација, може да им се укаже веднаш значи помош на таквите лица. Така, да не мислат дека состојбата е од нешто друго, па да се третира погрешно. Да, погрешна првично диагноза. Првично тие луѓе што нели ќе бидат околу. Да, кои се најдат во моментот да знаат како да им укажат прва помош. Така е. Така е. Јас мислам дека се опфативме ова утро околу Сдруженијето и сето она за што вие ќе се залагате. Ние сме тука како медиум да ве следиме и сите ваши активности, да ги пропратиме и нормално во интерес се за нашите гледачи. Ви благодарам што одвоивте време и што бевте дел од утро. Се гледаме и во наредни прилики, сигурна сум. Ве благодарам и вам за поканата.